За оваа емисија, драги другарчиња, ви подготвивме неколку прилози. Основното училиште Гоце Делчев од село Подгорци, Струшко, годинава го прослави својот патронен празник во знак на 70 годишнината од смртта на македонскиот идеолог и револуционер Гоце Делчев. Еве како изгледаше таа прослава. Селото Подгорци и Струшко неколку денови живееше со прославата на патрониот празник на училиштето Гоце Делчев. Многуте надпревари и други манифестации беа предвидените активности од страна на учениците од Подгорци и околните села. На денот на патрониот празник пред училиштето беше донесено линденското знаме, а потоа се изведе културно-уметничка програма. Појавувањето на знамето кај сите предизвика едно навраќање во нашето минато, навраќање во оние крвави линденски денови кога нашиот народ се крена против турското робство, кога гласно и храбро кажа дека ја сака својата слобода и дека е подготвен за неја да го даде и својот живот. На таа бурна историја, присутните ги пренесе и рециталот кој направи еден пресек на настаните кој изразуваше тогашната вековна желба на народот – слободата. Песната и играта беа поздрав и парада на учениците, како и покана за да се посетат пак. Секогаш вратите на училиштето се отворени, секогаш селото Подгорци е најљубезно во Гоцевите денови.
Во Кичево деновиве се одржаа вторите средби од манифестацијата Курирче видување во Копачка. Нашата екипа ја следеше прославата. Поповелете и вие што не сте биле на прославата. Кичево деновиве прославуваше. Вторите средби од манифестацијата Курирче видување во Копачка започнаа со масовна посета на споменикот на паднатите борци. Со положување на венци и свежо цвеќе и со настап на неколку наши познати писатели за деца. Литературната манифестација Курирче видување во Копачка ги собира писателите за деца и децата, писатели со цел за негување и развивање на творештвото за деца со тематика од народно-ослободителната борба. Младите ликовни уметници исто така со своите ликовни творби што ги видовме на изложбата се вклопија со целта на манифестацијата. Во разговорот за творештвото за деца со ваква тематика учествуваа повеќе писатели и други гости, кои годинава ја поздравија манифестацијата, па со своји предлози придонесо за дооформување на физиономијата за идната година. Вечерта се одржа литературна музичка вечер на која беа објавени резултатите на конкурсите за поезија и проза, за писатели и за деца. Излетот во Кленоец ги потсети гостите на оние борбени страници од нашата револуција, на се она што значеше куршум и крв, на се она што се даваше како жртва за нашата слобода.
Доктор Коста Балабанов, виш научен соработник, и денес ќе ве запознае со еден споменик на културата од околината на Скопје. Меѓу овие стрмни стени во кањонот на река Треска, негде во 1389 година бил изграден овој манастир, посветен на Свети Андреја. Ктитор на манастирот е Андреаш, вториот син на кралот Волкашин и брат на легендарниот крали Марко. Црквата е скромна по своите димензии, но многу интересна по расчленувањето на своите фасади. Ова црква има форма на слободен крст, што значи дека и од надворешната и од натрешната страна е формиран во основата слободен крст. За оживување на фасадите употребена е керамопластична декорација, која во различни шари, шаковски полиња, цигли поставени насетично, ја оживуваат фасадата на оваа црква. Во внатрешноста на црквата, во истата оваа година, кога на Косово се бие битката со турците, митрополитот Јован Зограф, за чие што дело ние зборувавме кога ја посетивме Уметничката галерија во Скопје, со својот помошник Григорije го извел живописот во внатрешноста на црквата. Овде митрополитот Григорije оставил и надписи во кој се споменува датумот на живописувањето на црквата, како и имињата на оние кои што учествувале во оваа работа. Значајно е да се одбележи дека митрополитот Јован Зограф од селото Зрзе работел живопис само во оваа црква, поточно нам ни е позната неговата работа засега само во оваа црква. И судејќи по она што тој го постигнал во овој живопис, можеме да кажеме дека митрополитот Јован Зограф представува една од најзначајните личности меѓу сликарите од периодот на крајот од 14 век. Цртежот на Зографот митрополит Јован се одликува со прецизност, тој вешто ги обликува формите, а колоритот е жив и им дава еден посебен интензитет на прикажаните фигури. Овде ја гледаме Света Богородица во една невообичаена стојка. Овде ја гледаме Света Богородица како жена земена од народот, не како светица, затоа што митрополитот Јован водел сметка да
прикаже лица кои што ќе бидат поблиски до наративниот живот. Меѓу фигурите на кои што сакам да ви укажам, спаѓаат и светителите од првата зона, тоа е Свети Павле, Свети Јован, кои што исто така се прикажани со една голема вештина. Треба да се одбележи и тоа дека во моментот кога се наоѓаме во оваа црква, овде се врши конзервација на живописот. По време на големата поплава, пред неколку години, ова црква беше исполнета со вода и беше оштетен прилично живописот во долните зони. Но не е само оштетувањето на овој живопис од времето и од поплавата. Сакам да ви покажам како несовесните граѓани ги третираат овие фрески, како се потпишуваат по зидовите и како со ова им нанесуваат тешки повреди, како со ова нанесуваат тешки повреди на овај наш извореден живопис. Меѓу ликовите на кои што исто така сакам да ви укажам, се наоѓаат и овие свети ратници. Светите ратници се поставени фланкирани од двете страни на влезот, така што потсетуваат на едно време во кое војната снага била нужна за одбрана од турците кои што во тој период надираат на Балканот. Значајно е исто така да се укаже дека на зидовите во олтарната апсида митрополитот Јован Зограф го испишал еден текст во кој што ја споменува својата работа и го споменува името на својот помошник Григорije. Меѓу композициите кои што се значајни и интересни, секако треба да ја погледаме композицијата Молитва на Маслиновата гора. Во ова композиција митрополитот Јован Зограф успел да направи многу интересни скратувања на фигурите, така што тоа е еден од првите обиди за поставување на фигурите во просторот. Црквата Свети Андреа е значаен споменик на културата и сите оние кои што сакат да се интересираат за средновековното сликарство кај нас, секако би требало да ја посетат. Големата наградна игра на списанието Наш свет заврши. Телевизорот отпатува за село Извор, Кичевско, а со него патуваше и нашата камера. Деновиве во село Извор Кичевско, во основното училиште Мирко Милевски, представници од редакцијата Детска радост од Скопје му го предадоа телевизорот на ученикот Благоја Стојановски, што го доби на големиот награден конкурс на списанието за деца на свет, што носеше наслов Од А до Ш. Предавајќи го телевизорот првата награда на овој конкурс, одговорниот уредник на Наш свет, писателот Васил Куновски, објасни дека одгласот на читателите на Наш свет бил огромен, над 10.000 ученици, и дека фондот на наградите исто така беше голем. На прашањето од учениците дали може да очекуваат нов конкурс, Куновски рече дека Наш свет во почетокот на септември ќе објави голем награден конкурс со уште поголем фонд на награди. Посвеченото предавање на наградата, група писатели од Скопје одржа литературно читање во училиштето, а потоа разговараа со децата за литературата за деца.
Членовите на неколку литературни дружини од училиштата во Скопје неодамна го посетија новинско-издавачкото предпријатие Наша книга од Скопје и во издавачкиот сектор со група писатели воде разговор за творештвото за деца и за тоа какви треба да бидат средбите со писателите и со книгите. Младите литерати се интересираа за најновите остварувања во литературата за деца, потоа разговараа за литературата и за тоа какви се условите и интересирањата на редакциите и издавачите на списанијата и литературата за деца за објавување на творби од деца. Уредникот Видое Подгорец им објасни дека Наша книга наскоро ќе распише голем конкурс од библиотеките Златен бумбар и Знаме, на кој ќе може да учествуваат сите деца со своји творби, а најдобрите ќе бидат наградени со вредни награди и објавени. Најмладите писатели при посетата на печатарските погони се запознаа со патиштата по кои чекори книгата додека не стигне до рацете на читателот. И на крај, една средба со еден млад гитарист од Струмица. За кого станува збор, ќе видите и ќе слушнете. Свири, ми свири, ноќива мили, свири, а утре си одам јас. Свири за сите што срекни биле, срекни ко двајцата нас. Солзите нема да сторат ништо, животот сака да биде крај. Остави траги и стари сништа и само рака ми дај. Треба да собере сила, треба да разбере се. Судбата една ни била, но сега веќе не. Свири ми ти ово душа да носи, но само не плачи барем овој час. Кој знае животот каде ќе не носи, свири за двајцата нас. Свири ми ти ово душа да носи, но само не плачи барем овој час. Кој знае животот каде ќе не носи, свири за двајцата нас. Свири, ми свири и ноќива мили, свири, а утре си одам јас. Свири за сите што срекни биле, срекни ко двајцата нас. Солзите нема да сторат ништо, животот сака да биде крај. Остави траги и стари сништа и само рака ми дај. Треба да собере сила, треба да разбере се. Судбата една ни била,
Се викам Ашимов Ромео, ученик 8 одделение во училиштето Сандо Масев. Живеам во Струмица. Најголема желба ми е да постанам музичар. Ја гледавте емисијата Откривања.